Тешко да идам пред тебе. Браво. Браво. Спремни. Повикувам сите да се вклучите до 15 октомври, да влеземе во секој дом и во секое семејство, да ја кажеме нашата визија за градство, да објасниме дека животот може да се врати во оваа општина и да покажеме дека животот може да биде подобар. Ние на овие локални избори излегуваме со честна понуда. И велиме прво дека ќе градиме по план. Што значи тоа? Тоа значи дека одлуките што и како ќе се гради во градско ќе ги носат овие луѓе. Нема да ги носи ниту министер, ниту премиер кој во 3 часот са бајле му текнала некоја идеја. Ќе градиме со план заради тоа што Македонија не може да си дозволи импровизации. Куќа кога ќе гради или ќе доградува било кој од вас, па ќе викне некој кој што знае како да го направи планот. Македонија 100 милиони евра дополнително ќе треба да најде за еден од автопатите, затоа што тргнале да прават автопат, а немале соодветен план. Свлечишта се појавуваат, тунелите не можат да се ископаат. 100 милиони евра. Пола Македонија можеме да ги решиме сите проблеми со водоснабдување и канализација со тие пари. Власта е најблиска до граѓаните на локално ниво. Најголемите проблеми се решаваат и на локално ниво. Градско е еден пример каде што би требале да кажеме дека кандидатите на ВМРО ДПМН не би требале ни да дојдат на избори. 11 години се централна власт, 17 години се локална власт. И кога ќе дојдат овде, што ќе кажат? Нема вода, немавме пари. Или граѓаните во градско треба да бидат задоволни ако има 2 часа во денот вода. На овие локални избори треба да покажеме сите дека граѓаните на оваа држава нема да трпат веќе вакво неодговорно однесување. Не може да нема пари да се реши проблемот над 11 години со водоснабдување во градско, а да има пари, видовме сега 30 милиони евра да се потрошат на подкупување на медиуми.